Прв случај на починат пациент со коронавирус во регионот, битката ја изгуби прво заболениот во Кочани. Станува збор за лице на 41 годишна возраст, татко на 3 малолетни деца, кај кого инфекцијата е потврдена пред неколку денови. Според информации на телевизија Стар, починатиот претходно имал и други здравствени проблеми, па инфекцијата со коронавирусот била и побрза и потешка. Семејството на починатиот кочанец е во изолација и рано утринава побарале помош од општината за да се организира погребот. Веста ја добив и јас утрово кога отидов на работа нешто пред 8 часот. Добивме повик од потесен член на семејството на починатиот дека за жал прво инфицираното лице со коронавирусот во Кочани починува. Тоа е една тажна вест и тешка вест како за семејството, така и за сите граѓани на општина Кочани. Од јавното предпријатие Водовод информираат дека погребот на починатиот ќе биде организиран под посебни услови. Телото на покоен од коронавирус не смее да се внесува и да се излага во градската капела. Тоа ќе биде транспортирано под посебен режим, а на чинот на погребувањето може да присуствуваат најмногу 5 лица. Информираат од предпријатието. Во Кочани до овој момент присуство на коронавирусот е потврдено уште кај 13 лица. 2 од нив со средна клиничка слика се хоспитализирани во инфективното оделение во Штип. Од општината апелираат за строго придржување кон мерките за предпазливост и следење на препораките на кризниот штаб и владата. За вистина, ова е последна опомена каде што треба сите да го подигнеме нивото на одговорност и да се однесуваме одговорно, да ги почитуваме сите мерки и препораки издадени од страна на владата, Министерството за здравство, Светската здравствена организација и препораките издадена од кризниот штаб на општина Кочани. Само така сите заедно ќе можеме на крајот да се избориме и да бидеме победници над оваа тешка заразна болест. Инаку во Кочанско се евидентирани 3 жаришта на коронавирусот во Кочани, Подлог и Зерновци.